Добро утро, добре дојдовте назад во утринската програма на Телма. Тензиите на Косово растат. И Приштина и Белград ги ставија борбените сили на максимална борбена готовност. Безбедносните сили, се извинувам. Во Македонија пак не престануваат лажните дојави за поставени бомби. Доволно причини да го поканиме во студиото и да си кажеме ова утро со универзитетскиот професор од Војната академија Методи Хаџијанев. Професоре, добро утро, добре дојдовте во студиото. Добро утро, Горан, добро најдов. Првото прашање би било дали во соседството на Косово, односно на Балканот генерално, има енергија меѓу населението, меѓу луѓето за нов и доволно потенцијал за нов посериозен судир, кој би почнал прво како српско-албански судир. Дали тензиите што се случуваат во последно време, на кои сме сведоци, кои почнаа прво со регистарските таблички, а сега и со барикадите кои како возвратна мерка ги поставија србите, се автентични, дојдени од акумулирано меѓуетничко нетрпение низ годиниве, или пак се вештачки создадени со цел да се оствари некоја друга геополитичка причина? Горан, значи, работите на Косово не се од вчера. Тие се таму од пред се замрзнатиот конфликт, кој што остана да се менаџира, но се менаџираше многу лошо. Се менаџираше лошо и од сите страни инволвирани, и од српска страна, и од косовска страна, и од страна на меѓународната заедница, која некако го заборави и почна да работи со Косово како бизнес as usual. Прашањето дали има потенцијал, дефинитивно има потенцијал да ескалира ситуацијата, меѓутоа кога треба да разграничиме две работи во овој дел, дали имате потенцијал и дали има намера за тоа. Ако има намера за тоа е веќе страшно. Овде не гледам дека ќе има намера за тоа, затоа што сите индикатори за овој како се вика за разврска на тој евентуален конфликт одат на штета на оние кои што би сакале да го направат тоа, ако сакаме да видиме српската или косовската страна. Меѓутоа може да дојдеме до ситуација кој прв почна да биде, а потоа не може да се одреди кој прв почнал и кој е главниот губитник. Тоа што сакав да го кажам, а тоа е дека кога си играте со огнот може да се изгорите и тука лежи опасноста и оди тоа на конто на лидерите и на едната и на другата страна. Зошто? Затоа што на многу актери веќе им е јасно дека ова повеќе е шоу за домашна употреба, што на Србија, што заради кризата која што владее сега у Косово. Но во исто време ова е рискантно, бидејќи ситуацијата може да излезе надвор од контрола. Се до оној момент додека вие можете да ги контролирате тие работи, тоа може и да има некаков си баланс. Сето ова трупање, да кажеме зошто на пример излегува дека е проблематично сето ова и зошто не оди на контото на едната и на другата страна. Прво Косово нема капацитет да се мери со српските сили доколку дојде до изолиран билатерален конфликт помеѓу Србија и Косово. Второ, Србија има сериозен проблем заради тоа што оно што го гледаме сега пумпање на мускули, проекција на сила и така натаму е празна вод, особено ако земете од оперативен дел, значи ние гледаме еден куп артилериски реди со кои тие имаат, да кажеме, досег во маневр или досег до оганот, но тие не се заштитени од противвоздушни системи кои што би требало да бидат некаков одговор заради тоа што тие би се судриле со НАТО силите. НАТО силите според одредени оперативни проценки би биле на Косово некаде од 12 до 24 минути. Тоа значи дека авионите толку им треба да летнат од авионот да стигнат и да започнат со действија, дури можат и поголема дистанца да го направат се до тоа. Ако сега дури да ги има, да ги пратат овие хаубици кои што ги гледаме разместување на сили на србите и така натаму, значи билдање или ајде да кажеме трошење на гориво, односно може и да е внатрешен маневар со цел проекција на сила. Во тој случај имаат проблем србите затоа што не постои противвоздушен систем кој што ќе даде одговор на воздушната моќ која што НАТО има да ја дефилира на овој дел. Тоа значи ова сценарио е опасно. Постои едно друго сценарио кое што е најмалку можно, значи тоа е најмалку можно, но не е исклучено, а тоа е да Русија, да кажеме, влезе во целата приказна, тоа е она геостратегиската приказна. Пак ќе кажам, тоа е најмалку можното сценарио и за сега ова најмалку можно го отворам заради тоа што индикаторите за тоа се слаби. Евентуално е да влезе, да кажеме, нишкиот дел на руските сили кои што се наоѓаат во Ниш, во базата во Ниш, да влезат во некаков конфликт или да влезат да застанат на страна на Србија и така натаму. И сега се тоа
најмало можно сценарио, да кажеме, може да инволвира руската страна со тоа што они би го ескалирале конфликтот по европските сили, односно би го ескалирале конфликтот мамо. Зошто е ова најмалку можно? Заради тоа што прво силите кои што ги се распоредени во базата во Ниш немаат таков капацитет. Второ, Русија нема географски, бидејќи Русија целата доктрина е базирана географски, а не на воздушен прелет, бидејќи таа нема доминација во воздушниот простор во однос на западните сили, посебно во однос на НАТО, треба да прегази две држави НАТО земји членки за да може да стигне до овде. Зборувам за физички. И на крај, конечно е се уште видовме дека и покрај тоа што постојат индиции дека тие се обидуваат да чепкаат одредени или да подриваат одредени системи од внатре, како на пример во последните случувања во Германија за обидот за бунт, односно пуч во Германија, каде што се најдоа сериозни докази дека групата која што била и го спремала сето ова имала руски влијанија, неколкуте шпиони кои што беа откриени што во Шведска, што во Норвешка, поврзани дури и во делот на универзитетите каде што трансферирале одредени технологии со двојна примена, кои што може да се користат и за иновации, но и во воената индустрија, ги трансферирале или ги крадале, ги предавале на руска страна. Сето тоа зборува дека Русија ќе работи под радарот на вистинскиот конфликт, за да не може да вие да ги мобилизирате согласно демократските принципи, стандарди и меѓународни правила, да се задвижите да кажете дека тоа е војна, меѓутоа ќе можат да работат или ќе продолжат да работат во овој дел. Така што би ве прекинал сега. По воведната реченица дека лошо се менаџира состојбата на Косово години наназад од сите фактори вклучени и по елаборацијата на можните сценарија, ако можам да симплифицирам, не очекувате ова да прерасне во воен судир од поголеми размери, туку очекувате да спласнат тензиите и ги разгледавме тука можните сценарија. Меѓутоа, би ве замолил за малку по-длабока елаборација зошто дојдовме до оваа ситуација сега, наспроти она лошо менаџирање низ годините. Од каде сега токму на Курти му текна да ги менува регистарските таблички, наспроти Бриселскиот договор и наспроти резолуцијата од Обединетите нации, и зошто србите поставија барикади? Што се крие во позадината на сценарио сега, моменталната актуелна криза што се случува? Горан, на Балканот веќе работите се толку многу проведни што нема ништо тајно, значи не се крие ништо. Курти едноставно има криза внатре и нему му треба сега легитимитет. Тој легитимитет го бара врз база на национализам и ја гледа сега целата обратна ситуација, она што србите го имаа претходно со Милошевиќ, а манипулациите кои што ги правеа албанците, значи да кажеме на жртви, на политичка поддршка од надвор и така натаму и така натаму, сега србите го прават сосема истото преку дали криминогени структури и така натаму и така натаму. Едноставно е прашањето, тоа е внатрешната криза. Корупцијата, лошото владење на двете страни влијае и заспаноста, да кажеме, или отсуството, да кажеме, вакуумот кој што го направи Европа и САД во изминатите 7-8 години, особено околу воспоставување на еден режим на Косово, на бизнес as usual, дека тоа ќе трае или ќе тлее или ќе треба се решава само. Иако администрацијата на Трамп се обиде тоа на мускули да го избутка со едно радикално решение кое што не им се допадна на либералниот свет, посебно во Европа. Беше повикан Вучич таму и седеше на едно столче спроти Трамп. Точно, каде што всушност така, не само Вучич, него двајцата лидери и косовскиот лидер од тоа време, значи беше повикан и едноставно им беше понудено да размена на територии. Дури одредени дипломатски кругови почнаа и да го оправдуваат таквото, нели, доколку со под изреката дека на тоа се согласат двете страни. Сега тоа не се допадна на Европа. Од тука сад се излече со новата администрација од целата приказна, не дека тие го оставија прашањето да се решава само по себе, тие се присутни воено, оперативни и така натаму, но оставија Франција и Германија да го водат главниот збор во решавањето на косовското прашање и сега тие излегуваат со еден пакет кој што според некои аналитичари, не тврдам дека тоа е така или не е така, веќе е осудено на пропаст заради тоа што таму нема независност на Косово, или тие барем не може да ја видат независноста на Косово. Значи, ако ја гледаме од аспект на воспоставениот баланс во тој случај, кој што сега би требало да функционира, работава, во тој случај Европа гледаме дека е неутрална. Например, имате изјава официјално која што го осуди недозволувањето на српскиот патриарх да влезе и да врши богослужба на Косово. Од друга страна, Европа еднакво го осудува, значи и српското, значи инволвирање или подигање на тензиите таму. Проблемот кај населението сепак не е дека ситуацијата е гледат во овој баланс како што е воспоставена, бидејќи кај нас на Балканот владеат
оставаат долги мемории, значи се памти од историја и памти век и тие неразрешени работи создаваат рифт и конфликт кај населението. Кога спомнавте Русија како позадинска страна, вклучена и во случувањата во Германија при обидот за пуч, каква е улогата на Русија во овој нова балканска криза со оглед на тоа што Вучич и натаму одолева на притисокот од меѓународната заедница да се изјасни, односно конкретно да заземе страна и да не седи на две столици, односно да воспостави санкции согласно Европската унија кон Русија, но Вучич не го прави тоа. Дали можеби во позадина на ова се крие притисок врз Вучич да се определи конечно? Притисокот врз Вучич ќе продолжи да видим, меѓутоа Вучич очигледно е разбра да кажем лабавоста или шемата на nice talks, што се вели, на убави говори или на силни пораки од Европа, ама не без акции на теренот. Факт е дека ќе му се случи криза ако продолжи или ако дали не е тоа ова сега? Не, далеко е тоа, тој ќе продолжи сега со ова, значи темпо и вие рековте дека можеби ќе спласнат, ја не очекувам дека ќе спласнат и дека ако он ќе успее да го држи ова сето под радарот да ескалираат овие ситуации, значи кога ќе дојде до тоа он ќе релаксира таа ситуација и мислам дека он тоа многу добро го разбра, тоа го видовме и со едноставно со појавата на европските дипломати со Вучич се слика со Вучич скоро, дадоа легитимитет на сето она што го прави. Професоре, го спомнавте патриархот Порфири, кој вели дека забраната за него да влезе на Косово е еднакво како на папата да му се забрани влез во Ватикан, бидејќи за нив Пеќската патриаршија е тоа што е Ватикан за Римокатоличката црква. Од друга страна, Курти даде рок, ако КФОР не ги отстрани барикадите за неколку дена, ќе го стори тоа косовската полиција. Значи и за Курти и за Вучич ова е одење по жица и не верувам дека би можеле на долг рок да ги одржат овие тензии вака на низок оган. Не. Тие сега ќе мора да ретерираат, меѓутоа ќе продолжат. Аргументот ми е дека ќе продолжат со овие нископрофилни, да кажеме, билдање на тензии со цел да го скренат вниманието на домашната јавност, односно да ги дефокусираат од вистинските проблеми кои што ги има Србија, вистинските проблеми кои што ги има Косово. Тоа се корупција, непотизам, клиентилизам, заробени држави и што уште не. Тоа се работи кои што го тлеат кои што го тиштат населението и во кои што всушност вие кога имате население кое што има социјален проблем, каде што немате социјална стабилност, национализмот е најлесната работа со која што може да го запалите или да го оттргнете од реалните проблеми кои што го имаат. Инаку ако ги гледате работите, сега ќе видите дека Косово го има истата реторика како што во доцен некој си режим овде го има некој од властите, а тоа е дека стана збор за криминални групи и така натаму, сакајќи да го држи вниманието под радарот на евентуален меѓународен конфликт, бидејќи стана збор за надворешни сили кои што би се мешале и да го врши како law enforcement или полициски проблем за да може да ја употреби полицијата. Што тоа ќе значи и дали Србија сега успеала тајно да ги вооружи овие луѓе и така натаму, за да тие сега прикажат бунт, ќе видиме. Меѓутоа мислам дека присуството на КФОР таму е силен фактор, бидејќи и двата актери, како што реков, се немаат капацитет да се мерат со КФОР. Факт е, повторно ќе кажам, дека уште еднашка, за да не излезе дека да не биде мерат до крај разбрани, дека оној кој што си играли, како што вие рековте, кога одите по жица, можно и жицата да се скине, да се клизнете и да повлечете. Домино ефектот е секогаш присутен како потенцијал. Заклучокот би бил дека не очекувате разгорување на конфликтот, меѓутоа не очекувате ни целосна стабилизација, туку некој тивок конфликт што ќе тлее. Точно и ќе не матка сега со ова додека да се најде решение или додека некој не се охрабри од западните политичари да им каже на двете страни јасно и гласно дека ова е крајната точка и мора да се помирите со тоа. Втората дилема која се наметнува кога ги анализираме состојбите на Косово е дали меѓународната заедница, тука пред се мислам на она што Путин го нарекува Западот, на Европската унија и на САД како сојузници, можат да го решат проблемот за 24 часа ако реално сакаат и ако е тоа во интерес, со оглед на, тука имајќи ја предвид разединетоста на Европската унија, односно нивната импотенција кога станува збор за менаџирање на конфликти. Впрочем, нели и околу 5 земји членки на Европската унија не го признаваат Косово како независна држава. Тоа е сериозен проблем за Европа и затоа реков германско. И ако ја тргнеме на страна на Европската унија, дали САД можат за 24 часа да ги стивнат тензиите на Косово моментални, ако сака да тропнат на маса? Како ќе го дефинираме тоа да ги стивнат, да значи дека нема да имаат конфликт? Дефинитивно може. Значи дека нема. Меѓутоа дека
тоа што тлеело и тоа што години назад било уништено, каде што имате неостварени очекувања, а биле поставени на лажна основа, на едната страна дека Србија ќе се врати назад или ќе ги врати војните сили, кај што тоа не го расчистиле во кога договарале, а од друга страна на Косово дека ќе му се даде независен статус, односно дека ќе биде не статус, него ќе добие независност или ќе биде признато како независен entитет држава. Вие автоматски ви изместена ситуацијата, значи ако тоа е крајната цел, не очекувам дека тоа ќе се реши, но дека можат да запрат евентуална ескалација на конфликт, дефинитивно имаат не само можност, туку и капацитет. Ми остави впечаток една колумна на Фадил Лјепаја за локално објавена е. Инаку станува збор за активист кој борец за независно Косово на времето, сега е политички аналитичар кој објавува колумни, има организација своја. И вели вака кус само цитат од неговата колумна: "Ве молам, не губете нерви, на крајот од приказната Дедо Мраз ќе дојде и на сите ќе им даде подароци. Сигурно тоа ќе биде мир и нормализација на односите и Европа. Без Европа и европскиот пат нема нормализација или мир, барем не во догледна иднина. За жал во моментов не одиме во таа насока, барикадите повеќе се поврзуваат со балканизација", вели Лјепаја и додава и заклучува: "Гледајќи од Приштина на барикадите и улиците на север се веат знамиња од други земји, како што рака на срце се веат и други знамиња на југ покрај Косово." Претпоставувам тука мисли на албанските знамиња. Да. Но на југ никој не го доведува во прашање фактот дека Косово е држава со своите државјани, како што е напишано во уставот. Инаку тоа е историски компромис што го направи албанците, но на север има други идеи. Таму не се вее косовското знаме, таму се вее не знам чие, српско или руско, вели Лјепаја. Но поголемата дилема што ја отвара во колумната е кому одговара ова? Затоа и прашувам за позадината, моменталната состојба таму. На локалните лидери кои што се директно инволвирани им одговара ваквиот статус, повторно ќе кажам, за да можат да го оттргнат вниманието и притисокот од внатрешните проблеми. И Србија ги има истите проблеми, и Косово ги има истите проблеми. Факт е дека овој, како се вика, стојат тезите на нели на авторот, меѓутоа факт е дека постојат и други тези, контратези кои што нели ја дадаваат она друга, да кажем, изразена српска страна. Тоа значи дека во таа приказна сите се губитници доколку не најдат заеднички компромис. Еве едно риторичко прашање, чисто ако е така. Ако сите сакаат да влезат во Европа, а тврдат дека сакаат да влезат во Европа, ако знаеме дека таму нема граници, зошто е целата сега оваа приказна и заблудување на народот, ова е територија ваква, ова е територија. Ајде да ги еве хипотетички поставете. Сите сакаат да влезат во ред. Се што треба да направат е да прекинат со корупциите, да прекинат со овој, како се вика, клиентелизмот, да дозволат вистинските европски вредности да бидат на виделина. И тука ќе го видиме и лицето на Европа. Дали на вистина Европа сака да го види Балканот? И на тој начин велам дека дали сака да го види Балканот или нема да сака да го види. Тоа е јасно дека не сака Европа да го види. Има ново истражување, објавено е денеска, за глобализацијата. Добро. Колку европејците стануваат се поскептични во однос на глобализацијата, а со самото тоа и кон секој евентуално проширување на Европската унија. Значи, од аспект на европските центри, јасно е дека не сакаат проширување на Европската унија. Проблемот е што ние сакаме, но тоа не е доволно. Тука веќе е сериозен проблем, затоа што тогаш вие глумите нешто за што однапред не сакате да го остварите, а тоа веќе оние на кои што им го глумите или на кои што, како што вели авторот, им делите подароци, знаат дека тие подароци само да затишат, и затоа реков, ќе се бавиме уште и иднава година со вакви работи, и ќе зборуваме за Косово и ќе се плашиме. Меѓутоа реков дека е веројатноста дека ќе се случи е мала, но не е исклучена. Дај Боже овој пат да не грешите, со оглед на тоа што лани, минатата година ова време, немаше аналитичар безбедносен во Македонија, а ниту во светот, генерално кажано, кој кога ги анализиравме тензиите кои тогаш растеа во Украина, прогнозираше дека Русија нема сепак да се одважи и да влезе. Сега рековте најмалку можно сценарио е и Русија да се инволвира во конфликтот во Србија и Косово. Така што да се надеваме дека ќе биде така. Кога станува збор за војната во Украина, која ете без не од лани, минатата од годинава 23 февруари, значи скоро година ќе биде, какви се шансите за да се случат мировни преговори околу руско-украинскиот судир, односно руската војна во Украина, со оглед на тоа што ете на повиците од двете страни, меѓутоа и на развојот на настаните, како министерот за одбрана односно за надворешни на Украина рече дека посакува во февруари конечно под покровителство на Обединетите нации да се седне на маста и да се почнат мировни преговори.
Тоа се добри, како се вика, амбиции и добро е да се разговара и да се зборува за тоа. Иако реалноста на теренот е малце поинаква, особено заради тоа што гледаме поинакви потези кои што се прават и кои што ги влечат, а како индикатори, велам како индикатори, значи тоа не е факт, а меѓутоа се индикатори кои што може да се земат во предвид се и промената на одредени други регионални фактори кои што и како може да битно влијаат на самите преговори, затоа што вие кога преговарате сега се борат да земете што подобра позиција кога ќе седнете да преговарате, за да знаете што е тоа што е освоено, што не е освоено. Рековме дека минатиот пат, ако се сеќавате, дека очекуваме дека борбениот ритм ќе запре и тоа се случува. Сега заглавени работите околу Бахмут, во делот на, како се вика, на Донецкиот дел и делот на Луганск има одредена линија кај што сега силите се заврни. Во исто време Русија трупа сили во Белорусија, тоа значи дел од тенковскиот полк, односно бригада која што всушност беше разрушена, сега веќе се трансферирани во Белорусија и најверојатно се прави некој сојуз таму. Во исто време имате изјава на арменскиот председател на Советот за безбедност кој што вели дека Арменија е под силен притисок од Русија да се приклучи на тој сојуз Белорусија и Русија. Паралелно на тоа јакнат конекциите на релација Пекинг-Москва, што всушност има за цел да ја релаксира целиот тој притисок, да го релаксира целиот тој притисок кој што се прави сега врз Москва, особено од САД, бидејќи и на Путин му е јасно дека главната преокупација на САД не е толку Украина, затоа што европските сили горе-долу може да парираат, бар доколку вака останат работите, ако Путин не продолжи да ескалира, иако засега нема капацитет тоа да го стори. Но ако го оттргне вниманието на САД од преку Индо-Пацификот, во тој случај тој ќе може да биде покомотен во некои други потези кои што ги прави, особено во парирањето на оружје во оперативна смисла, например, испорака на Патриот системи, испорака на Химрас системи и така натаму, кои што му задаваат оперативни главоболки за да може да оствари одредени цели. Професоре, ако на почетокот на војната во Украина Путин лично, односно неговиот тим ја контролираше војната и текот на војната и се, имате ли впечаток дека сега 9 месеци потоа кризата го контролира Путин, односно некој друг играч од меѓународниот фактор, веројатно САД е веќе кој ја контролира војната во Украина? Дали Путин има контрола врз? Значи прво да се разбереме генерално, ако сакате да дефинираме, нели, за гледачите дека некој стварно навистина тоа го прави по оние теории на заговор, вие многу тешко можете да контролирате. Не, по теорија на водење на конфликт. Теорија на водење на конфликт и исто така не постои некој кој што ви каже дека ви може да го контролирате конфликтот. Тоа може да го менаџирате, тоа значи дека можете да предвидувате одредени сценарија или во една или во друга насока. За сега иницијативата за тоа ја имаат, како се вика, двата клучни играчи, тоа се западните сојузници, Велика Британија, САД, делумно, да кажеме, балтичките земји кои што ги помагаат сето ова на терен, тие се маргинални во однос на овие два гиганта, и Русија, додека сите останати актери се прилагодуваат на сценариото кој што се сервира таму. Многу битна работа е како Кина целото сето ова ќе го рефлектира, затоа и дотворувањето и на Путин и цело време инсистира за домашна употреба да проектира дека Кина е сојузник и партнер, иако Кина сето тоа засега латентно добро го мене, срамежливо го прави, но не срамежливо учествува во оперативните маневри со цел да проектира сила, која што пак предизвикува други каскадни ефекти во тој дел од светот. Например, пред недела или 2-3 недели како беше, Јапонија излезе со една зачудувачки, да кажеме, изјава за сите, а тоа е дека ќе направи радикален шифт во својот пристап кон одбраната, што пак историски гледано може да отиде во сосема крајна насока ако го знаеме што се случи со обидот за пуч во Германија. Тоа значи дека тоа од друга страна може да повлече контраефект за Кина да бара уште поголем легитимитет дека незините експанзионистички, наводно, како што ги викаат западните нели држави, цели, да ги оправда или да бара да ги оправда со растење на уште еден актер кој што сега стана. Во таа смисла очекувате разгорување на конфликтот на далечниот исток во 2023, да ескалира ситуацијата околу Тајван во меѓувреме го зголеми воениот рок од 4 месеци на година дена.
објаснувајќи дека Лично... војната, тајванците велат војната можеме да избегнеме само ако сме подготвени за неа. Така е. И они се во право за тоа. За жал, луѓето кои што сериозно живеат под такви услови, под такви тензии, разбираат што значи да треба да вложувате во безбедност и во одбрана и како треба да пристапувате кон тоа, особено ако имате гигант како Кина или земете ги балтичките земји, земете Финска на пример. Многумина квази експерти, ајде мора да кажеме веќе јавно, се обидуваат да не убедат дека војниот рок значи може да биде или тоа не е професионално така натаму. Земете Финска има прекрасен, Турција исто така, имаат прекрасен систем воспоставен на здрави основи со вистински вредности кој што е се уште со воен рок, меѓутоа е многу посилно од многу НАТО земји членки. Отворено сега ако веќе гледаме. Во таа смисла не само одговорите го прво прашањето 2023 посериозен конфликт на далечниот исток со оглед и на растечките амбиции повторни на Северна Кореја тука. Кина за сега знае дека оперативно е во непомална ситуација доколку сака да трне во офанзива врз Тајван, особено заради тоа што теренот таму и приморието на Тајван е многу тежок. Имат само ограничени се на одредено место од каде би можеле да направат инвазија. Значи инвазија од повеќе страни нема да може. Меѓутоа Кина има една друга предност која што да кажеме Западот ја нема, а тоа е што Кина може да чека. За неа времето е релативно, бидејќи внатрешните односи, начинот на кој што функционира Кина, системот во кој што функционира, си ќе биде председател forever или за секогаш. Кај Западот и они го тоа знаат. Либерална демократија пати од тоа е се внатрешните како се вика избори, внатрешните тензии, особено жешките прашања помеѓу позиција и опозиција, кои што се со циклус од 2 или 4 години. Сега веќе бидејќи се доближуваат избориве, ќе мора и администрацијата на Бајден да внимава што ќе прави со Кина и како ќе го менаџира сето тоа, особено заради тоа што видовме дека со мерките кои што ги примени САД, а тоа е економските санкции, бидејќи овдека ќе бидат употребени сега сите инструменти на моќ. Тоа е дипломатијата, информациите, значи кампања инфлуенс, дезинформација и така натаму, сајбер, дигитално одействување и така натаму, економија, тоа се санкциите и секако на крај би можело да ескалира употреба на сила, меѓутоа тоа би било локализирано ако веќе уопште дое или до размена на оган, на погранични инциденти или пак до тестирање на нови проектили. Зошто го велам ова? Затоа што видовме дека дел од овие санкции веќе ако не можат или не се синхронизирани со европските партнери, и Макрон и Шолц побараа од Бајден да ја размисли или да ја обсмисли наново санкциите, пакетот на санкции, да ги обсмисли пакетот на санкции кон Кина, затоа што тоа направија сетбек на европската економија, бидејќи внимавајте начинот на кој они тоа кинезите и русите го имаат доста добро процедирано. Ланецот за да можете да ги спроведете овие санкции, значи една од работите за која што исто така говоревме наназад во емисиите, тоа е дека санкциите врз Русија не го дадоа барано. Тоа сакав да се надоврзам на една последна изјава на Орбан, кој е по многу нешта контроверзен унгарски лидер, меѓутоа може да му се земе за право дека вели санкциите кон Русија направија повеќе штета на Европската унија, на европските земји отколку на Москва. И тука се надоврзува најновата изјава на австриската министерка за одбрана која предупредува дека Европската унија наскоро би можела да се соочи со сериозни рестрикции на струја, бидејќи нема доволно струја. И Орбан прогнозира дека војната во Украина ќе заврши во тој момент кога САД ќе престанат да ја вооружуваат Украина, со што предизвика голем револт и негодување во официјален Киев, па имаше контраизјави. Нормално е тоа да се случи, затоа што внимавајте веќе истрчани се некои потези се повлечени, значи Украина е силна да влезе во тој конфликт. Дали оправдано или неоправдано треба тоа времето треба да го покаже. Кога ќе заврши војната во Украина? Има ли право Орбан дека кога ќе престане поддршката од САД? Дефинитивно тоа е едно од начините, затоа што веќе тогаш главното како што всушност се реши прашањето и со Авганистан. Се повлекоа силите на САД од Авганистан и веќе никој не зборува за Авганистан. Она што го гледаме што се случува сега со правата на жените и така натаму. Да, во ред. Има главен збор. Така, и сега гледаме некои организации, NGO и така натаму, кои што се хуманисти и така натаму, кои што даваат одредени информации за кои што всушност потрошивме 11-12 години за да ги оправат, да се оправат работите таму, меѓутоа не ги оправивме. Факт е дека има оправдување и на западната страна за тоа. Зошто? Затоа што актерите кои што всушност сега им пркосат, тоа се Кина, Русија, имаат екзистенцијален капацитет да го всушност да се биде или да не се биде. А тоа е да ги симнат од трон овие да кажеме либерално-демократскиот свет и на тој начин да го сменат, да ја сменат целата доминација и во
носењето на одлуки, но и во креирањето на, да кажеме, тој rule-based order. Ако вие ги промените основите за тоа кој или од која основа почиваат да кажеме правилата и принципите кои што ќе ги кажеме дека се општо прифатени, тоа е таа универзализација на вредности за која ни зборуваат, во тој случај работите може да имаат многу поинаков излезен резултат. Само да се надоврзам назад, што сакав да кажам со supply chain-от или ланците на снабдување, ланците на набавка. Кина го има многу добро простудирано тоа дека диверсификацијата по либералната логика за пазарот, диверсификацијата на пазарот, која има оправдани либерални, да кажеме, атрибути, може да биде многу ранлива доколку еден од тие актери во таа диверсификација започне да игра надвор од тие правила либерални и започне да применува некаква си теорија на воена економија, а тоа е да носи мерки и санкции кои што се спротивни на либералниот свет или либералната логика, либералниот пазар. Тоа значи дека државата започнува да се меша и да прави воноедни мерки кои што не се карактеристични за пазарот. Проблемот за либералниот свет сега во тоа е што ако остане на тие либерални мерки, тој апсолутно губи и од Русија и од Кина, бидејќи они имаат по дефиниција корпоративни држави, каде што државата е таа која што ги има корпорациите, Газпром, не знам, контролите на или кинеските земји, Huawei, Xiaomi и така натаму. Сите тие работи сега. Микрочиповите, контролата врз производство. Професоре, би сакал да навлезем и уште подлабоко во оваа ваша анализа, меѓутоа за жал сме куси со време. Во таа смисла би сакал уште неколку прашања и би ве замолил за пократки одговори. Извинете. Кус коментар за прогнозите на Медведев за 2023 беа многу од нив и на шега сватени, многу беа контроверзни, би рекол, во најблаго кажано, прогнозите за војна меѓу Франција и формирање на четврти рајх во Германија, поделба на Полска, одвојување на Северна Ирска од Британија, така што повеќе провокативни би рекол и навредливи, сакаше да го пецне, да брцне прст во очите на Западот, прогнозира дури поделба на американска граѓанска војна, Тексас и Калифорнија, одвојување од САД и така натаму. Само кус коментар, која беше целта на Медведев? Провокација чиста или? Тоа е чиста провокација, меѓутоа таа провокација не виси сама по себе или не е во вакуум, исто е резултат на целокупната руска доктрина уште од 45 година наваму, а тоа е пласирање на еден куп дезинформација во кој дел од тие информации имаат за цел да го спуштат гардот, но понатаму да дојдат и одредени вистините информации кои што ќе се кажат. Ова не се вистините информации, имаат за цел, како што рековте, да деградираат, да го подријат да кажеме незадоволството кај масите во Европа, особено од други некои локални политики. Па и моралот на украинците на крајот, бидејќи прогнозира дека Полска и Унгарија би зеле дел од западна Украина, поделба на... Да, тлеат таму, постојат движења и во Полска. Во Унгарија се малку послаби, но во Полска има едно сериозно жариште кое што е занемарливо мало во однос на бројката на Полска, и тоа постои кој што смета дека лвов и делот се уште припаѓа на Полска. Професоре, најинтересното прашање го ставивме на крај. Македонија со месеци е мета на лажни дојави за бомби. Кому одговара оваа ситуација во Македонија на некој начин да се деморализира, односно да се обесхрабрува, да се прават тензии во Македонија, да се создава немир и да се нарушува безбедноста на овој начин, како што тоа се прави со месеци? Кој стои зад оваа хибридна војна во Македонија? Кој има најголем интерес за да можеме да се обидеме да стасаме до нарачателот или оној кој го смислил оваа сценарија? За да задржиме коректноста, би можеле да ги разгледаме работите од следниот аспект. Прво, може да им одговара на локални актери кои што би сакале да прикажат дека власта нема капацитет да се спази со ситуацијата. Од друга страна, може би да биде и власта да го сето тоа всушност стимулира или да го дозволува латентно, за да каже, за да ја отргне целата еден куп други скандали кои што не се поврзани со судство, со едукација, со учебници и така натаму. Би биле овие тези, овие сценарија за локални актери многу издржани доколку тоа не се случуваше и во Србија, и во Црна Гора, и во Босна. Затоа личи ова помалку веројатно. Тоа е малку, да, според мене тоа е многу малку веројатно. И едната и другата варијанта, и власта или некои други структури кои би сакале да покажат неподготвеност. Меѓутоа, дека станува збор за веќе хируршки организирана активност, која што има за цел да премине во активни мерки, а тоа е веќе подривање директно преку мерки на теренот на системите,
тоа е ерозија на довербата, што во реално да кажеме веќе успеваат. Имате излези од опозицијата кои што ја обвинуваат власта и обратно, власта дека обвинува опозицијата, не знам дали за локално и така натаму и така натаму. Шеми вие си правите додека сето тоа го правиме, значи некој тоа добро го осмислил. Само да напоменам, убаво рековте, ние не сме единствени во регионот и имаше многу покоординирани, посинхронизирани напади. Словенија ја задеси ваков напад кој што всушност во исто време беше пласиран со така наречен организиран напад врз телефонскиот систем 112. 24 сата тие не можеа да се јават на пожар, да повикаат пожарна екипа, да повикаат брза помош и така натаму, односно системот за управување со кризи им беше блокиран. Сето тоа во исто време им беше паралелно на тоа имаа дојави за бомби и сето тоа всушност резултираше потајно словенците експресно да го сменат директорот на службата кој што дозволил заради внатрешни пропусти да му се случи тој напад DDoS или телефонски DDoS како и веќе да се нарекува технички. Да заклучам, сето ова всушност е индикатор, оно што вие го рековте, а тоа е дека според мене, ајде, за да имаме некаква квантификација, над 80, можеби 85%, веројатно се дека ова е оркестрирано од надвор, заради тоа што успеваат да сватат дека во отсуство на централизиран систем на управување, како што беше во комунизмот, каде што имате уреди и организации, каде што имате позиција и опозиција, власт која е формирана од коалиции со различни интереси, подривањето на или предизвикувањето на интересите на секој од тие актери со цел да се разлее единството, а очигледно е метода која што успеа во овој хибриден напад. Во таа смисла повеќе би дувал ветерот од Запад, бидејќи Запад би сакал да покаже колку е ранлив Балканот ако остане надвор од овие системи на, односно побрза интеграција на земјите од Западен Балкан. Да, ама тогаш ќе бидеме контрадикторни со ставовите, па дека Западот не сака да биде Балканот во дел од него, така да мислам дека сето тоа е малце. Зошто ако зад ова стои Русија, да речеме, не се мета на вакви хибридни напади и други земји членки на НАТО? Ама како Велика Британија беше пред 2 години и тоа и како има 313. Зошто сега не? Зошто само Балканот? Па заради тоа што виделе дека всушност или ако веќе снимиле тоа што им треба, бидејќи внимавајте, ова е метода во која што вие насилно снимате, тоа е насилно извидување, насилно снимате оперативни процедури. Гледате колку системот брз, како реагира, колку е еластичен, колку може да функционира, или како кај нас ќе се деси немате никакви планови, па ќе ги пуштате деца да си одат дома, ќе ги пуштите работниците да ќе го запрете целиот авиопревоз и така натаму и така натаму. Велика Британија покажа резилиентност и сватија дека овие бомби веќе ја изгубија веројатно. Или на пример, постои една радикална мерка, можеби не е популарна сега. Едноставно прекинете да известувате за тие бомби и во тој случај ја го спречувате капацитетот да се шири понатаму. Факт е дека луѓето кои што треба да знаат. Пак ќе кажам, тоа е непопуларно, ќе се најдат оправдано одредени граѓани кои што ќе се побунат за тоа, меѓутоа тоа може да биде исто така мерка преку која ќе го гушите или една од критичните побарувања за да може да му успее на оној нарачател. Сето ова е всушност да прекине информацијата се шири дека тој може да прави или да го ремети системот. А ако видите вие, ако покажете дека продолжила наставата, дека не знам излегле екипите и така натаму на аеродром продолжиле, банките продолжуваат да функционираат, хотелот продолжува да работи така натаму, веќе ќе бидат излишни овие работи се до оној момент додека не сакаат да ескалираат повеќе. Во оној момент кој ќе сакаат физички да ескалираат, во тој случај ќе се отворат на форензика да бидат откриени. И заради тоа велам дека сега се сведува на резилиентност, односно еластичноста на системот, колку е способен тој да даде одговор на вакви прашања. Ако дадете ви одговор на овие прашања, на тој начин фактички анулирате некој од правците преку кои тоа може да ве ремети. Кога станува збор за нашиот систем, тој покажа многу слаба еластичност. Не само нашиот, земете и целиот регион покажа многу слаба еластичност, дури да бидеме отворени, ковид кризата која што беше повторно криза, покажа дека либералниот свет има сериозен проблем со тоа што лидерите кои што ја менаџираа кризата имаат отсуство од капацитет да менаџираат кризи. Они имаат можеби се експерти во дадена област, ама не се експерти за менаџирање на кризи. И тоа е јасно и недвосмислено. Индикатори за тоа ви се недовербата во вакцинациите, антиваксерството кој што се појави како нус продукт и еден куп каскадни ефекти кои што се појавија од незадоволство на владење и така натаму. Професор Хаџијарев, ви благодарам многу за гостувањето во утринската и за вашата исцрпна анализа. Благодарам и на вас.